Како што споменав на самиот почеток, утрешниот датум, поточно 2 април, е меѓународен ден за подигнување на јавната свест за аутизмот. По тој повод детската градинка Димче Мирчев, како и посебното основно училиште Маца Овчарова, утре организираат настан под наслов Чекор напред за аутизмот. За тоа што конкретно ќе се случува на овој настан, но и за други прашања поврзани со аутизмот, денес разговараме со дефектолозите Мирјана Петрушевска и Сашо Новачев. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, добро најавме. Господица Мирјана, пред да го започнеме разговорот за настанот би сакала да кажеме накратко што представува аутизмот. Ако го дефинираме аутизмот онака како што е дефиниран во стручната литература, аутизмот е первазивно развојно нарушување кое што се јавува во детската возраст и кое што главно зафаќа 3 области од детскиот развој, тоа се комуникација, социјализација и стереотипно однесување. Кај нас, аутизмот го диагностицираме и некаде го приметуваме негде околу 3-та година. Тоа сакав да ве прашам следно на кој. И аутизмот, како таков, како состојба, останува во текот на целиот живот на една индивидуа. Тоа не е болест, мораме веднаш да кажеме, затоа што состојбите со кои што се занимава дефектологијата се состојби кои што настануваат во текот на целиот живот на една личност, меѓутоа состојби кои што можат да се променуваат, да стануваат подобри или полоши, за разлика од болестите кои што се лечат со одредени терапии или пак се оперираат, нашите состојби не е тоа случај. Кои се карактеристиките, како може да се препознае дека едно дете е аутистично? Видете, најчесто и наједноставно треба за аутизмот да го препознае или педијатарот или родителот. Тие се оние кои што го имаат првиот контакт со детето. Светската здравствена организација и Американската психијатриска асоциација поставија стандарди и тестови кои што го диагностицираат аутизмот негде на 18 месеци, односно да речеме и до 24. Меѓутоа кај нас се уште тоа не е случај, иако диагностичарите на ниво на Македонија ги имаат овие тестови, меѓутоа многу доцна доаѓаат децата кај нив. Од причина што и родителите и општо јавноста, освен специјалистите, не се запознаени со карактеристиките на аутизмот, за да може да ги приметат од најрана возраст. Тие некаде овие, да речеме, оваа состојба приметуваат околу 3-та годишна возраст. Кога детето во голема мера почнува да отстапува од стандардните и од типичниот развој кој што треба да го има на таа возраст. На оваа возраст, на 3 години или на 2 години, децата веќе воопшто не комуницираат, иако, да речеме, ако е тоа едната од карактеристиките на децата со аутизам, децата, на таа возраст треба да имаат одреден фонд на зборови, треба да имаат реченица, но овие деца го немаат. Тоа е многу карактеристично и веднаш родителите реагираат бараат логопед. Знаете, нашето дете не комуницира. Или пак може да се случи овие деца, друг вид на аутизам, односно друг спектар, пошто велиме дека аутизмот е уствари спектар и секој дете е различно, да речеме, ако е спектарот на бој од најтемно кон најсветло и овде имаме од потежок до најлесна форма на аутизам. Полесната фраза е детето да има говор, меѓутоа да не го користи за социјална комуникација. Да го користи само одредени зборови кога стрикно сака нешто и кога има вистинска потреба и вистинска нужда од одредено нешто. Меѓутоа тоа не го користи говорот за комуникација со родителите, да започне комуникација, да разговара или пак например не комуницира со другарчињата и така натаму, но тоа затоа што велиме дека аутизмот е состојба е нешто што може да се промени. Ако на време го диагностицираме и го откриеме, и ако работиме со тоа дете, имаме случаи ние на деца и кај нас во нашиот град, ученици кои што денеска функционираат, да речеме, многу подобро во социјалната среда, не интегрирани се, комуницираат. Да, затоа што се почнало на време да се работи, стручно да се работи. Ако речеме дека тоа е една од карактеристиките комуникација, другата карактеристика е, например, социјализацијата. Рековме пред малку, има говор, но не го користи за социјална комуникација. Но не само говорот. Тие не се асоцијални во однос на други полиња. Не сакаат да се дружат, не сакаат да играат, не сакаат да бидат во средина каде што има премногу луѓе, не сакаат да бидат во средина која што не е добра за нив.
Но исто така можеме да речеме дека ова може да биде состојба кој што може да се промени и ако работиме на адаптивното однесување на детето, можеме да го припремиме за еден нормален свет каде што постојано комуницира, ќе се среќава, ќе функционира во општеството. И третата главна карактеристика се рече да кажеме стереотипните однесувања. Стереотипното однесување значи дека детето постојано прави едно нешто, тоа е една безволна активност, може постојано да врти нешто, некое топче и да биде концентрирано само во него и постојано во текот на денот да користи цела енергија и внимание на само тоа едно топче. Или тие различни други стереотипни однесувања можат да бидат да се врти и така натаму. Меѓутоа сите овие работи, значи кај децата не се без причина. Значи, сензорните хипо или хиперсензитивност кај овие деца придонесува да се појават стереотипите или пак да имаат асоцијално однесување, што значи дека дразбите кои што постојано ги примаме ние во текот на денот, без разлика дали се тие звучни или пак визуелни или тактилни, може да бидат дразби кои што детето не може да ги почувствува со таа димензија и сила која што доаѓа од природата, па имаат потреба почесто да ги добиват или посилно и затоа, например, имаат потреба повеќе да се вртат за да добијат одредена тактилна дразба или пак може децата да бидат хиперсензитивни, значи одредена дразба која што за нас е најнормална, да речеме одреден звук, врнењето на дождот или шкрипењето на столче во училница, нив да им бидат толку силни што да дојдат до прак на болка во ушите. Значи, аутизмот е нешто многу комплексно и нешто на кое што треба да се работи од најранната возраст, да се овие деца да се адаптираат во социјалната средина. Можат, тоа децата со аутизам го можат да го научат сето тоа, но треба многу работа, многу внимание, многу трпение и многу прифаќање од широката јавност. Ако ги кажуваме, значи, овие основни карактеристики кои што се јавуваат негде на втората или третата година, односно ги приметуваме ние, специјалистите ги приметуваат уште и порано. Значи, ако имаме едно детенце со аутизам кој што има проблем во дигестивниот систем, тоа веднаш уште со доењето или со примањето на млекото, кое што е, да речеме, за сите деца наменето, тоа ќе има проблем во дигестивниот систем, ќе има проблем да го прими тоа детето. Па ќе се јават алергии, ќе се јават различни повраќања, тоа е нешто кое што докторот може да го примети уште на помала возраст. И тие се индикации кои што понатаму ќе го водат да го дијагностицираме негде на 2 години дека има аутизам. Исто така ние специјалистите можеме и во други работи да го приметиме тој аутизам. Ако детето нема контакт со очи со родителот, значи тогаш тоа е предзнак дека ќе има проблем во социјалната комуникација. Можеме да го приметиме тоа стереотипно однесување уште кога се многу мали. Значи има знаци кои што специјалистите може да го приметат, но многу е важно родителот или најблиските членови од семејството, ако приметат уште најрана возраст нешто нетипично, нешто различно, било да е во исхраната, било да е во однесувањето, во комуникацијата, веднаш да се јават или кај матичниот доктор, но исто така е добро и нема никаков проблем да се јават или во нашето училиште или во градинката. Значи ние имаме 2 прекрасни тима во градот кои што работат со аутизам, кои што многу добро се запознаени со ова, така да, нели, идејата ако утре правиме настан подигнување на јавната свест, уште сега еве апелирам да бидат отворени за комуникација, да прашаат, секако дека ќе добијат одговор и помош. Так. Дали постојат одредени статистики за тоа колкава е застапеноста на аутизмот како во светски рамки, така и кај нас? Така. Значи, ние во Македонија од причина, пак што ја кажав пред малку подоцна ги дијагностицираме или чекаме малку подолг период, немаме се уште направено база на податоци не само за аутизам, туку и за други, да речеме, одредени состојби, но имаме сепак некоја си база. Но главно е и најважно е она што треба да го споменем во овој момент, дека во последните неколку години, последните статистики на светско ниво велат дека 1 од 68 деца е деца со аутизам. Ова како бројка значи нешто, но многу е важно да го споменеме тоа што како било пред 10 години и како се планира, односно какви се претпоставките дека ќе се движи аутизмот на глобално ниво. Негде од 80-те години ние немавме така речено деца со аутизам.
не диагностициравме. Не од причина дека и тие не постоеја, но немавме јасни тестови, јасна диагноза. Меѓутоа, не само тоа, како поминува периодот на индустриализација, се почесто и повеќе имаме деца со аутизам со точно одредени карактеристики. Светската здравствена организација и Американската психијатриска асоциација велат дека за едно 50-тите години дека ќе имаме 1 на 30 деца. Дека толку енормно и брзо се, ако во 80-тите години имавме 1 на 100, сега имаме 1 на 68, се претпоставува 1 на 30. Многу е жалосно што не можеме да одредиме кои се причините за аутизмот. Постојат индикации дека различни работи може да го предизвикуваат аутизмот, но не можеме ние во овој момент да го исчистиме целиот воздух, не можеме да ја пречистиме целата почва, не можеме да ги забраниме вакцините кои што постојат и кои што се такви. Значи постојат многу работи кои што не можеме да ги забраниме, но само треба да бидеме повнимателни во сето тоа што правиме и порано да разговараме и да работиме на аутизмот. Да преминеме на настанот. Господине Сашо, кажавте по кој повод се организира и дека по кој повод се организира и дека е во организација на детската градинка Димче Мирчев и посебното основно училиште Маца Овчарова. Кажете ни какви се активности се предвидени во рамките на овој настан? Овој настан е всушност датира од идејата за овој настан, се извинувам, датира од 2007 година со резолуцијата на Обединетите нации за прогласување на 2 април како меѓународен ден за подигнување на јавната свест за аутизмот. Оваа година пристапивме во соработка со посебното основно училиште Маца Овчарова, подпишавме меморандум за соработка и пристапивме кон посериозна организација за овој настан и сето тоа резултираше со утрешниот настан да го најавиме под мотото Чекор напред за аутизмот, кој што ќе се одржи во Младинскиот парк во 17 часот. Идејата што е предвидено да се случува? Утре планираме, значи ние ова го замислуваме како еден забавен хепенинг, музички забавен хепенинг, каде што ќе имаме учесници од детската градинка, учесници од посебното основно училиште Маца Овчарова. Тука ќе настапуваат црни мачиња, Анабела со своји точки. Ќе има настап на исто така индивидуален настап на дете со аутизам, на деца со аутизам поконкретно. Ќе настапува групата Соната со музичка точка и други забавни активности. Ќе биде весело, ќе биде се обоено во сино, како што е бојата на аутизмот. Така да очекуваме, исто така имаме сигурни информации за временската прогноза, ќе имаме одлично време во овој период од денот и ги повикуваме апсолутно и ги повикуваме сите граѓани, жители на општина Велес и пошироко да присуствуваат, да дојдат, ќе биде забавно и ветуваме убава забава. Така, зашто токму под овој наслов? Одлучивме оваа година да дадеме исто така допринос во наши можности, во наши рамки за аутизмот. Оваа година, освен овој настан, што ќе се одржи утре, во текот на оваа веќе работна седмица, направивме исто така убава активност со основните училишта. Ќе бидам поконкретен во консултација со просветниот инспектор, доктор Македонка Виларова, ги одбравме 5-тите одделенија од сите основни училишта во нашата општина. Со наставниците од 5-тите одделенија им објаснивме, им дадовме насоки што треба да направат, каква активност за време на часот. И за голема среќа успеавме, наидовме на голем интерес. Ние веќе имаме повратни информации преку телефонски јавувања, преку фотографии од изведените активности. Јас сум многу среќен што оној филм кој што успеавме да го пронајдеме, да го преведеме на македонски јазик, а филм кој што во кој што зборуваат деца со аутизам и филм кој што навистина може да допре до останатите деца кои што не слушнале или тешко може да го разберат аутизмот и целокупната јавност,
да навистина влезат малку во тој свет на лицата со аутизам. Филмот е прекрасен, јас сум сигурен дека петоодделенците кои што го работеле тоа, дека навистина го разбрале сето тоа, од пораките кои што ги ставиле на служувалките кои што ги направиле, навистина свативме дека се гледа дека ги разбираат нивните возрастни, мислам, другарчињата на нивна возраст. И јас сум сигурен дека ја успеавме да ја реализираме нашата замисла, а тоа е токму подигнувањето на јавната свест. Оваа година ги одбравме петоодделенците, а благодарение на успешната активност, наредната година сум сигурен дека ќе ги опфатиме и друга возраст на деца, затоа што навистина има потреба од сето тоа. Овие се други активности во рамките на одбележувањето на 2 април, така? Така. Дали овој настан се организира по прв пат? Зборуваме за утрешниот настан. Така. Овој настан се одржува, значи, трети пат во нашиот град, ако зборуваме за тоа. Со тоа што минатата година беше стрикно на 2 април, со музички хепенинг исто така и со гости од Штипи Радовиш. Тоа беа родителите на децата со аутизам и децата со аутизам. За среќа оваа година и тие слават, односно прават настан во нивниот град. Значи како поминува време, секоја година се повеќе и повеќе работиме на тоа на ниво на држава, за што сум многу среќна. Но важно е дека, значи, иако е трети пат, стварно направивме голем чекор со тоа што ги опфативме децата од редовните училишта, затоа што, верувајте, тие се најдобрите лица со кои што треба, најдобрите и најпластичните, да речеме, мозочиња со кои што можеме да работиме и кои што можат од мала возраст да разберат што е тоа аутизам и понатаму ќе станат возрастни, да создадат една средина и едно општество каде што ќе ги прифаќаат различните луѓе. Значи, следната година се надеваме дека нашата соработка, значи на моето училиште и градинката, ќе ја прошириме во тоа што ќе направиме уште еден чекор напред, па ќе прифатиме и помали дечиња, ќе направиме поразлични активности, се со цел, значи, да ги прифатиме сите лица кои што се различни од нас. Без разлика дали се тоа со аутизам или со Даунов синдром или со церебрална парализа, тие се дел од нас. Мораме да ги прифатиме, тие се лица од кои што можеме многу да научиме, кои што можат многу да ни помогнат нас, но исто и ние нив. Така. Господине Новачев, дали во градинката има дечиња со аутизам? Трендот на нашата установа е, ние сме всушност инклузивна градинка и ги прифаќаме сите дечиња со потешкоти во развојот во оваа возраст и меѓу другото во нашата установа постојат дечиња со аутизам. Нас ни е особено драго што родителите се отворени за соработка, бараат одредена помош, стручна помош. Ние од се срце им ја пружиме таа стручна помош. Овде би сакал да ја спомнам самиот начин на работа, бидејќи има свој специфики начинот на работа со аутизмот. Како што кажа колешката, како што го објасни аутизмот како широк спектар, така и треба да му се пристапи од повеќе аспекти. Постојат најразлични методи во светот кои што се употребуваат за да се успее со детето со аутизам. Ние во нашата установа ги користиме АБА методата, благодарение пред се на присуството на волонтерот од Мировниот корпус ЕМА, еве ќе имам прилика да ја поздравам. Навистина многу се вложува од кога е дојдена е од декември месец овде. Навистина многу се вложува, исклучително напорно и упорно работи со децата и можам да кажам дека за кратко време кај дечињата веќе се појавуваат, се покажуваат одредени резултати, позитивни се разбира. Понатаму, јас и колешката дефектолог Ефтимија Карбева Лукарова посетувавме курс за сензорна интеграција. Колешката Миријана веќе спомна сензорната интеграција колку е важна за децата со аутизам. Само ќе надополнам дека 70% од децата со аутизам имаат проблеми во сензорната интеграција
И токму во оваа насока, нашата институција веќе сме во завршна фаза на подготовка и отварање на собата за сензорна интеграција. Еве да најавам и идно за кратко време отварање. Добивме донација исто така од Мировниот корпус за опремување на таа соба за сензорна интеграција и сум сигурен дека со употреба на соодветната метода и техника и со соодветната опрема, сум сигурен дека многу ќе помогне во работата со децата со аутизам. Во исто време, ја интензивиравме соработката со родителите. Дури на наша иницијатива, на наше барање, започнавме да ги посетуваме во домашни услови децата кои што се во нашите институции. Ниту еден од родителите не одби со работка, напротив, ја прифати, а ја искористуваме таа можност да им дадеме насоки и стручна помош, да ги охрабриме, да ги мотивираме родителите, за да можат и во рамките на секојдневниот живот, вон предучилишната установа, да знаат и умеат како да работат. Навистина, за жал, родителите не се доволно информирани за начинот на работа и овде треба многу повеќе да дадеме акцент и да работиме на тоа. Така, меѓутоа тие се вклучени во сите активности, вие постојано го потенцирате тоа во разговор. Каков е случајот со посебното училиште? Нашето училиште, значи, постои во ниво на нашиот град веќе 50 години, 40 и некоја, 48 или 9. Значи, со лицата со аутизам, првиот ученик со кој што се работело, сега е тинејџер и има 20 години, така да тој, ако направиме математичка пресметка, пред едно 13-15 години за прв пат сме почнали да работиме со деца со аутизам. До пред неколку години, значи, работеа општите дефектолози, но од пред 5 години јас и две мои колешки магистриравме на одделот аутизам на дефектологија, така да имаме комплетно стручен тим кој што работи со овие деца. Во моментов имаме десетина деца со аутизам со кои што работиме. И една убава работа која што треба да се каже е дека нашата соработка со градинката не започнува денеска и со овој настан. Соработуваме долги години. Значи, она што колегите го работат во градинките со децата на возраст до 6 години, на предучилишна возраст, истото, значи, го продолжуваме ние од 6-та година до завршувањето на основното образование. И исто така имаме сензорна соба, која што е многу важна, како што кажа колегата, затоа што сензорните дразби се постојано околу нас насекаде. Мораме да работиме со тоа со децата, значи на тоа. Меѓутоа, освен АБА методата која што се применува во нашето училиште, применуваме и ПЕКС метода. Таа е метода за развој на комуникацијата. АБА-та е за адаптивното однесување. Ако се вратиме, значи, на почетокот на разговорот, каде што велиме дека децата имаат проблеми во трите полиња, значи тие се трите основни терапии: сензорна терапија, терапија за однесувањето и терапија за комуникација. Што помагаат во секој од Да, што мора да се работат со едно дете. Убаво е што го спомна тоа колегата дека работат во домашни услови, многу е важно, затоа што ќе речеме таа е состојба кој што детето има постојано, и ако речеме дека периодот на третата година, четвртата и петата е периодот кој што најмногу треба да се работи со децата и кога децата најмногу учат, многу е важно родителите да бидат вклучени во целиот процес. Па затоа ние пред неколку години со помош на нашата волонтерка од Мировниот корпус, пошто имаме наша и ваша, значи работевме исто со дечињата и со родителите, каде што исто им дававме насоки како да се работи во домашни услови. Тоа се едни светски стандарди кои што двете институции во нашиот град ги почитуваат и работат според тие светски стандарди, но повторно ќе ја спомнам, значи, Мировниот корпус и волонтерките кои што многу ни помагаат во овој период. Што конкретно се нивните задачи? Каква е вашата соработка кога веќе ги споменувам? Ова е мој втор соработник, односно волонтер, да речеме, со кој работам. Пред 4 години работев со друг волонтер, исто, кој што значи, генерално Мировниот корпус е веќе 20 години во Република Македонија и ни помага
на општо на државата им помага со тоа што испреќа специјалисти обучени за одредени области за кои што имаме потреба да ни помагаат и да насочуваат. Значи тие имаат волонтери кои што работат во јавните институции, во невладиниот сектор, во образование и од пред 3 години тие веќе како да кажам, носат, односно ни помагаат со тоа што доаѓаат волонтери кои што работат специјално со деца со посебни потреби. Таков е случајот на Сара и на Ема, но такви волонтери на ниво на Македонија во моментов има 6 кои што помагаат во различни градови, многу добро соработуваат помеѓу себе. Искуствата кои што ги имаат од нас лично како соработници ги пренесуваат на ниво на, да речеме, на оддел во мировниот корпус, па сите заедно делуваат на различни полиња. И тоа е нешто со кое што можеме да се гордееме, дека имаме специјалисти кои што ни помагаат во работата и да можеме што повеќе да напредуваме и да работиме. Зошто символот на аутизмот е дел од сложувалката? Одлично прашање, ви благодарам. Замислете да купите некоја сложувалка од 100, 500 или 1000 делчиња. Јас сум сигурен дека во јавност има љубители меѓу кои што сум и јас. И замислете дека по некоја случајност едно од делчињата сте го изгубиле, а сте ја наредиле целата сложувалка. Сте употребиле толку голем труд, а сепак сложувалката не е цела. Од друга страна, зборувавме за аутизмот, навистина е многу комплексен. Лицата со аутизам може да бидат најразлични, меѓу другото може да бидат и многу талентирани, многу надарени. Многу е важно да го знаеме тоа. Многу е важно дека тие треба да бидат дел од нас. Многу е важно да ги прифатиме и многу е важно по таа сложувалка која што ни недостасува се уште да ја вметнеме во целокупниот наш општествен живот и да добиеме една целина. Преку настаните кои што ги организирате и тие што ги споменавте, работите на подигнување на јавната свест за аутизмот. Меѓутоа, што мислите, на кое ниво е таа сега? Убаво прашање на кое што искрено ако одговориме, значи не сме спремни се уште да ги прифатиме луѓето и децата кои што се различни од нас. Повторно ќе кажам пред малку, значи ако да не зборуваме само за аутизмот, можеме да зборуваме за сите деца и за сите луѓе кои што по нешто се различни. Меѓутоа, среќни сме дека прво имаме ние желба да го направиме тоа, да подигнеме таа јавна свест, но дека имаме одзив и од другите граѓани во нашиот град. Така да овој настан многу лесно го организиравме, затоа што да речеме и просветните работници, и општината, и останатите организации кои што ќе помагаат во овој настан, значи од се срце сакаат да помогнат и се вложуваат во ова. Значи тоа е среќната, односно светлата точка во тунелот во која што ја имаме. Искрено се надевам дека секоја година одиме чекор напред и дека ќе го достигнеме она што го сакаме, односно сите да можеме да се прифатиме такви какви што сме. Така. Ако ми дозволите, сакам да се надопалам на ова. Во вчерашната утринска емисија Утрински зрак, ми е многу драго што еден од гостите беше родител на дете со аутизам и спомена, значи ја следев емисијата и спомена еден момент дека за жал во нашата општина, во нашиот град не постои се уште граѓанска асоциација, Сдружение на родители за поддршка, за Сдружение родители на деца со аутизам, и јас навистина апелирам и лично би се вклучил во поддршката и помошта на такови здруженија, меѓутоа сепак сметаме дека таквите здруженија треба да потикнуваат од иницијативата од родителите, самите родители. Ние како стручни работници апсолутно би ја дале стручната поддршка и помош. Сега како не сработуваме со родителите, не би имале успех. Значи тие се оние кои што најдобро си го знаат своето дете и можеме стручно да помогнеме, но ни се многу потребни, многу прифаќаме соработка со нив. Така да убаво што спомнавте, колега, дека треба да има такво здружение кое што знаете ќе ги турка работите најмногу затоа што
аутизмот е многу важно. А ние секако дека сме тука да им помогнеме. Секако. И само да не заборавиме да кажеме кој се помогна да се организира овој настан. Токму така, ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на нашите поддржувачи. Како што кажа колечката, на вистина со еден збор прифатија да ја поддржат нашата иницијатива за организирање на овие активности на овој настан. Тука пред се ќе ја споменам општината Велес, понатаму голем број на невладени граѓански асоцијации, издруженија, како што се невладените 4664, ПОПИ, понатаму Друженијето на лица со церебрална парализа, Lions клубот Велес. Имаме како и минатата година, така и ова година помош и поддршка од Народниот театар, Джинот. Малку подоцна ќе кажам за поддршката нивна. Понатаму тука е Општинската организација на Црвениот крст и многу други кои што се вклучија несебично во организирање на овој настан. Исто така благодарности до училиштата кои што влегува со нивните активности. Какви се вашите очекувања од овој настан? Ако погледнеме наназад како беше претходните 2 години, првата година бевме само на улиците и поделивме неколку флаери, луѓето беа заинтересирани, а колани имавме хепенинг кој што траеше еден ден, имавме многу посетители, и беше многу весело, имаше прекрасни плави балони, беше интересно со тоа што децата игра, се забавуваат, цртаа. Тогаш ќе кажам дека годинава имаме уште еден чекор напред со тоа што се вклучија и редовните училишта, имаме поголема масовност. Очекувам дека ќе биде многу поубаво од лани, но се надевам дека следната година цел град ќе биде на тој настан и тоа ќе биде вистински хепенинг и убавина. Кои се вашите очекувања, господине Новачи? Најавив за театарот, веќе сега ќе кажам, мотото и целта на за 2 април, светскиот ден за подигнување на јавната свест за аутизмот, е меѓу другото да го осветлиме светот во сино. На овој ден, значи на 2 април, сите најголемите метрополи, како и секоја година, буквално ќе светнат во сино. Можеме да видиме на Facebook и на секаде на интернет и на јавните медиуми како Ајфеловата кула, како Биг Бен и останатите пирамидите веќе се осветлени во сино. Тоа е таа поддршка, тоа е тоа што се работи на светско ниво. За наша среќа, оваа година и задоволство, оваа година и општина Велес ќе светне во сино утре вечер, утре попладне во попладневите вечерните часови. Так. Имаме најава за обојување на фонтаната кај новиот кружен тек, како и Народниот театар, исто како и минатата година, со тоа што навистина ќе дадеме еден белег, еден впечаток на аутизмот. Уште еднаш апел, повик за присуство. Тоа сакав да кажам на самиот крај, да споменем уште еднаш за местото, времето на одржување на настанот и да ги поканиме сите гледачи. Повелете, значи утре во 17 часот во Младинскиот парк. Времето ќе биде убаво, можете и на кратки ракави да дојдете. Ние ќе бидеме таму, ќе има музика, ќе има забава, нема долго да ве задржиме, меѓутоа знаеме дека ќе оставиме силен впечаток и дека од утре па натаму многу понапорно ќе се вклучиме во подигнување на јавната свест за аутизмот. И јас ви благодарам многу на гостувањето и што решивте еве токму преку нас да ги споделите сите информации за настанот. Како што кажавте, временските услови ќе бидат одлични, па ги покануваме еве уште еднаш сите гледачи. Благодарност уште еднаш до вас. Благодариме многу. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.